Денеска во Кавадарци беа пуштени во употреба тениските терени стационирани во близина на улицата Северен булевар. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, кој беше на лице место, појасни дека станува збор за професионално игралиште со сите пропорции, со комплетната опрема за надпреварувачите, но и за наблюдување од страна на судиите. Терените се осветлени во вечерните часови, игралиштето е изградено веќе 2 години заедно со Агенцијата за млади и спорт, која заедно со општината обезбедија половина од неопходните финансиски средства, рече Јанчев. За одржливоста на терените ќе се грижат вработени од спортската сала Јасмин, рече Митко Јанчев денеска при посетата и пуштањето во работа на тениските терени. И некој кавадаречкиот градоначалник соопшти дека има заинтересирани кавадарчани за тенис, без разлика дали е тоа аматерски или професионално. Тој најавува дека дополнително ќе се оплеменува просторот околу терените за одмор и рекреација на оние кои ќе дојдат на овој убав простор, кој досега беше во запуштена форма. Тениско игралиште со 2 терени, професионално во делот на што значи препорции за професионален тенис, со опрема комплетна за наблюдување од делот на судиите и за надпреварувачите, осветлено и за вечерните моменти на мојот часови да се игра тенис. Ова игралиште е изградено заедно со Агенција за млади и спорт. Ми се чини дека е 50-50 инвестициите општина Кавадарци, Агенција за млади и спорт. Подолго време е изградено, повеќе од 2 години, не беше пуштено во функција. Сега заедно одлучивме општина Кавадарци и спортска сала Јасмин, кој ќе биде на некој начин владетел на игралишто и да се грижи за неговата одржливост, да го пуштиме во интерес на граѓаните и да биде во функција. И во вечерните часови и во денните часови. Има ли заинтересирани млади за занимавање со тенис? Па баш има заинтересирани млади кои сакат да се занимаваат со тенис, кои професионално, кои аматерски, меѓутоа секој спорт е убав спорт, некој гледа, некој си игра, си дружи, така да мислам дека овој дел од градот ќе се оплемене со ова игралиште да биде во функција.